Радовиш по една година во првата лига се врати во ракометната елита на Македонија, но Радовишанин стартувал новата сезона во Суперлигата и има доста тежок распоред. Во првото коло загуби од фаворитот Охрид на домашен терен. Им следува гостување во автокоманда КАЛ Калуит, па дома им доаѓа Вардар. Сепак, ваквиот тежок распоред според тренерот на клубот Спасе Ѓорѓиев вели дека може да им биде предност со цел дополнително да се воиграат пред важните пребори за нив на кои ќе атакува на 3 бодови. Добро, со оглед на околностите во клубот, значи след некои околности почнавме покасно, значи се случуваа некои работи додека да се стабилизира ситуацијата. Сето тоа влијаеше на екипата и распоредот како што се погоди, јас ќе кажам дека сепак на нас не оди во прилог, пошто на еден начин ни се дава поголемо време за уигрување, за припрема на тие играчи, за надпреварите кои ни се на нас како екипа многу побитни, ама сепак нели и со Охрид одевме на победа. Ние на секој натпревар одиме на победа. Колку тоа ќе биде доволно, дали ќе биде доволно за победа, ќе видиме. Одиме сега на Алкалуит, значи ни доаѓа Вардар. Може да кажам 3 од 4 моментално најдобри екипи во Македонија. За нас е предност, значи повеќе време за уигрување и фаќање права форма за надпреварите кои што ни следуваат, значи со Бисинов, Струга, Туманово, како и со екипите на Прилеп, Пролет и Буто, каде што ние нема да се предадеме и ќе одиме на победа. Еден од поискусните играчи на клубот, Иванче Ончев, исто така како и тренерот Ѓорѓиев, смета дека ваквиот тежок распоред за нив во некоја мера е и добро со цел да може сите нови играчи да се воиграат и пред важните надпревари да влезат максимално подготвени, иако и на овие мечеви нема да одат со бело знаме. Да, значи од почетокот ни се погоди распоредот таков како што е, тежок. Прв ривал Охрид, па потоа одиме на гостување во Лаколит сега во сабота, па ни иде Вардар, па тек четврто коло дома со Бутел играме, што мислам дека колку лошо што ни се погоди распоредот, толку мислам дека подобро за нас, имам доста нови играчи во екипата, млади, кои што се желни да се докажат во екипата и мислам дека на тие 3 утакмици може да се уиграме. Секако одиме ние максимално на секоја утакмица да дадеме се од себе сите и мислам дека точно додека дојде Бутел четврто коло дома, мислам дека ќе бидеме па 80% максимум да го дадеме од нас, па и да атакуваме на победа со Бутел. Потоа ни идат исто така, одиме гости на Прилеп, одиме ни идат дома Бисинов, секако имаме реални шанси, значи ние шансите ги гледаме тука со тие екипи кои што се би требало да се во плејаут, нели не знаеме, уште не е завршена сезоната, полусезоната и мислам дека со на секоја утакмица одиме максимално влезени и секако борба за 3 бода. Веќе в сабота Радовиш ќе гостува автокоманда кај големиот фаворит Алкалуит, кој е предвиден од Кирил Лазаров.